Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме чурос, односно шпански крофни. Нема ништо поубаво од мирисот и вкусот на свежо печени крофни, а овој шпански рецепт за тенки и долги крофни е навистина нешто посебно. Многу лесен и толку вкусен. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 250 мл вода, 2 супени лажици ванилин шеќер, половина кафена лажичка сол, третина шолја путер, 140 грама бело брашно, 2 јајца, бел шеќер и цимет за попрскување и масло за пржење. Загрејте го маслото. Ни треба широка тава за сос со околу 5 до 7 см масло во неа. Овде користиме сончогледово масло. Следни ќе ги направиме крофните. Навистина е лесно. Измерете ги и подгответе ги сите состојки. Прво, ставете ги водата, шеќерот, солта и путерот во голема тава и почнете да ја загревате. Кога ќе почне да врие, путерот и шеќерот ќе се растопат. Овде користиме ванилин шеќер кој ќе му даде убав вкус на тестото. Се разбира дека ако сакате, можете да ставите и екстракт од ванила. Следно, намалете го огнот и почнете да го додавате брашното постојано мешајки. На почетокот ќе има грудки, но тие полека ќе се растворат додека да го завршиме процесот. На крај ставете ги јајцата постојано мешајки ги и исклучете го огнот. Смесата треба да биде убаво споена и мазна. Земете торбичка за шприцање со додаток на крајот. Овде користиме назабен додаток кој ќе му даде убав ефект на тестото додека го шприцаме во маслото. Наполнете ја торбичката со тестото. Внимателно почнете да го ставате тестото во жешкото масло. Сакаме секоја крофна да биде со должина од околу 10 см. Ставете неколку крофни заедно во маслото и оставете ги да се пржат. Повремено превртувајте ги за да добијат рамномерна боја и кога ќе мислите дека се готови, извадете ги и попрскајте ги со смесата од шеќер и цимет. Повторете ја постапката неколку пати. Од оваа смеса се прават многу крофни, но слободно можете да ги ставите во фрижидер за подоцна или за следниот ден. Време е за сервирање. Сервирајте ги крофните во чинија. Овде додаваме и малку стопено чоколадо за намакување, само за да бидеме поекстравагантни. Овие шпански крофни се популарни во сите земји во кои се говори шпански. Од Шпанија до Мексико и низ цела Јужна Америка. Многу лесно се прават дома, но внимавајте кога готвите со жешко масло. Можете да ја менувате формата на крофните со промена на додатокот на торбичката за шприцање. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.